Добро, како е во Шпанија спомната Гран Караја, таму со криптовалути може да се пазари во продавница? Во Македонија нема место каде што може да се купи кафе или вода со криптовалути. Нема, затоа што јас како што реков, значи во Македонија мора да се направи сет регулативи. Јас истојам на располагање на владата, на било која власт, се исто да се направат регулативи, да се става законска рамка. Има во подготовка е закон во процедура собраниска, влезен беше дури, но заглави веројатно. Да, но меѓутоа тој опис е многу сиромав, многу штур. Јас зборувам за една робусна имплементација во сите сектори и употреба на блокчейн технологијата во сите сектори. Во примерот на Салвадор, до таму треба да идеме? Не во примерот Салвадор, туку многу уште подобро. Значи, по-масовна и по-детална употреба на блокчейн технологијата во медицина, во земјоделство, во синџиро на набавка, во експорт, импорт, значи во сите, дури и во институции. Ако сакаме ние да добиеме транспарентност, пошто 30 години си наслушавме за транспарентност и дека наводно некој сака да ја запре корупцијата, единствен начин да се добие транспарентност и да се запре корупцијата е тога употреба на децентрализиран блокчейн технологија. Ајде само со неколку реченици објаснете како? Како можеме да се бориме против корупцијата со употребата на блокчейн технологија? Еве едноставно вака сега. Значи моментално било која институција има одреден софтвер, леџер, централизиран. И тие податоци ги контролира еден ентитет и може да стави било какви податоци. Во децентрализиран блокчейн технологија, кога тоа оди на тој начин, тие работи стануваат транспарентни, видливи за секој и тука нема лага. Во блокчейн нема лага, нема манипулација, нема цензура. Во тој децентрализиран, кој ќе го подготви софтверот? Пак тој што ќе го направи софтверот ќе има увид. Да, но меѓутоа, кога ќе се подготви, кога ќе се направи блокчейн технологија на тој начин, тој децентрализиран, дистрибуиран леџер, значи тој останува таков како што е за употреба. И тука нема простор за манипулации. Дали ме разбирате? Значи има, моментално има developers, програмери, значи групации што можат да извршат по нарачка такви работи. Јас можам тоа да го направам тука затоа што знам каде, знам кој да исконтактирам и знам на кој начин да се спроведи. И апсолутно фактуелно со употреба на блокчейн технологија корупцијата и ќе се искорени и ќе добиеме 100% транспарентност. Исто така за изборите. Изборите кога би се употребил блокчейн технологија за избори, за гласање, тогаш мамење избори би било невозможна мисија за било кој. Така да, што е подобро од децентрализираност и транспарентност? Нели сите ќе добиеме тука во таа ситуација? Токму затоа зборувам, не е ова само идеологија, ова е нешто што може во пракса да се стави и да се промени квалитетот на животот на секој еден човек, на секоја фирма и на државата. Да не правам муабет што ќе биде економскиот инпут. Значи ние можеме со една таква употреба и со прифаќање на криптовалути да се става да може правните лица да примаат и нормално ние ќе го накачиме данокот што го прима државата да се накачи барем за 100% во наредните 2 години. Приходите за државата? Молам? Приходите за државата? Приходите за државата во даноци зборувам, значи приход на даноци во тој сегмент. Симуновски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Тема. Ви благодарам.